Hi, I'm Jennifer Pollum. I'm the Executive Director of the Ocean Conservation Foundation. Јас сум Дженифер Полом. Јас сум извршна директорка на Фондацијата за зачувување на океаните, како и директорка во Центар за нуркање. Се наоѓаме во близина на Ки Ларго. Овој гребен е еден од најубавите и најпопуларните гребени за нуркање. Имавме претерано високи температури ова лето. Обично имаме високи температури, ова е Флорида, но овде стана навистина топло. Коралите што ги анализираме не реагираат многу добро на промените. When temperatures get too high, they expel the algae that lives in their cell wall. Кога температурите ќе станат превисоки, тие ги сврлаат алгите што живеат во нивниот клеточен зид. И тоа е она што им дава околу 90% храна. Кога ќе избелат, ги сврлаат сите тие алги и затоа се бели, бидејќи алгата е таа што и дава боја. За жал, со брзината со која видовме дека доаѓа белењето, гледаме многу смртност. Коралите на некој начин, облик или форма се постари од диносаурусите. Тие се постари од вашата омилена ајкула или крокодил. Тие се постари од сите растенија. Во 500 милиони години тие преживеале многу природни циклуси на затоплување и повеќе природни циклуси на ладење. И во тоа време тие еволуираа, се адаптираа, се приспособуваа на околината, се префрлија на север и на југ низ целиот свет, за да формираат еден од најбиодиверзитетните екосистеми на оваа планета, што ги нарекуваме корални гребени. Coral bleaching is actually a natural response to Избелувањето на коралите е природен одговор од коралите на затоплување или ненадејна промена во нивната околина. Проблемот е кога таа промена е премногу екстремна и се случува предолго. Во конкретниот случај во 2023 година видовме дека затоплувањето почна да се случува цел месец пред просечните летни температури да кулминираат. Коралите мораа да се справат со овие екстремни температури кои беа преседан во нашата историја. the climate changes. It's time and time again throughout history we've had Климата се менува, така и низ историјата. Имавме природни климатски промени, но тоа се случува доволно бавно за коралите да можат да се прилагодат и да еволуираат за да се справат со тоа. Но факт е дека антропогените фактори на климатските промени, што се случуваат во моментов, предизвикуваат климата да се менува толку брзо и водите да се загреат толку брзо, што е пребрзо за коралите. Многу морски цицачи и животни кои се потпираат на коралните гребени се во опасност.